почитувани, добар ден. Гостинка во неделното интервју на Радио Слободна Европа е директорката на инфективната клиника, докторка Милена Стефановиќ. Докторка Стефановиќ, и покрај неколкумесечната битка со епидемијата, високиот број на новозаболени, како и високата смртност, дел од луѓето се уште сметаат дека коронавирусот е измама. Како да се убедат овие луѓе дека станува збор за сериозна болест која што може да биде смртоносна и лесно пренеслива? Веројатно бројката на луѓе кои ќе имаат сериозна потреба од медицинско болничко лекување ќе стигне до секој еден кога некој ваш близок ќе дојде да има потреба од болница, од сериозно лекување, кога нивниот живот ќе биде во ризик, тогаш вербата и ќе стигне. Но страшно е што ние, ако го дозволиме тоа, навистина ќе почнеме да ја губиме сериозно битката со ковид. Не смееме да дозволиме вакви драстични, лични и емотивни случувања да ни бидат расветлување, разбистрување на свеста и стигање на информацијата. Се тоа може да биде многу полесно. Според прогнозите на Светската банка за развојот на пандемијата во земјава во однос на употребата на мерките за ублагување на неговото ширење, излезе со 3 сценарии, од кои што едното е дека 25% од македонското население ќе се зарази со коронавирусот, второто е 50% и третото е најцрното, односно можноста за 80% од населението да се заразат доколку не се користат мерки за ублажување. Според вашето мислење, според вашата проценка, во кој сценарио денешен аспект вие би ја ставиле Македонија, имајќи ги впредвид и последните порасти на бројките на новозаболени? Секако ако продолжиме да се однесуваме вака црно сценарио од било која категорија нема да ни избега. Мораме да се вратиме на однесувањето и на зборувањето за да овие црни сценарија не се случат. А тоа е веќе навистина толку многу пати кажано, повторено на сите различни нивоа во смисол да се допрат до сите различни таргет цели за спременување на овие препораки и информации. За разлика од другите земји каде што даваат повеќе информации во однос на тоа од каде доаѓаат новозаболените, од кои квартови, од кои кластери доаѓаат новозаразените, во Македонија како информација се посочува статистиката дека растот на новозаболени е повеќе во возрастната група од 30 до 39 години. Што значи тоа? Имате ли некаква анализа зошто баш оваа возрастна група е во најголем степен меѓу новозаразените? Најактивна е. Највеќе движи, во најголем ризик се става, најмалку внимава на преносот на инфекцијата, размислувајќи, сигурна сум дека тоа дека се непобедливи, неуништиви и дека до нив, иако ја добијат инфекцијата, не може да имаат тешки последици. Но ние тоа го видовме дека не е баш така, барем нека сите. Не знаеме дали ова е пикот на овој вирус, а веќе треба да се подготвуваме за сезонскиот грип. Како здравствениот систем ќе се справи со сезонскиот грип и со коронавирусот, односно со двата вируса истовремено? Јас лично не можам да кажам дека е ова пикот. Би било и неодговорно да кажам. Можноста да инфекцијата ескалира и дополнително се развива постои. Во цел свет имаме зголемување на бројот. Ние немавме ни во еден момент практично драстично намалување на бројките. Континуирано имаме пораст, така да немавме ни одмор во целата оваа пандемија со ковид. Значи не би била баш убедена дека е ова пик. Допрва не чекаат сериозни месеци од кои стравувавме во текот на летото. Се разбира и можноста во поклопување на ист период со други горнореспираторни инфекции кои диференцијално диагностички сериозно ќе ни прават потешкоти, вклучувајќи го и грипот за кој највеќе очекуваме појава на бројка со пациенти, е превенцијата иста во смисол на заштитата индивидуална. Од друга страна, грипот е болест која може лесно да се превенира со вакцинација. 40.000 вакцини се обезбедени за бесплатни вакцини од Министерството за здравство. Не смееме да дозволиме редовната вакцинација на децата
да застане. Тоа е нешто што ни во еден случај не сме се дозволи, мора континуирано и посветено да се спроведува и понатаму, без разлика на кризата со ковид. 3 сестри од клиниката која што вие раководите си дадоа оставка. Една од наведените причини во оставката е, цитирам, непочитување и деградирање на профилот медицинска сестра. Директорка Стефановиќ, што се случува на инфективната клиника? Во медиумите ништо не е изјавено од колешките сестри. Тоа е заклучено или прераскажано неофицијално, колку што сум јас запознаена. Но секој еден персонал кој работи овдека и кој ме познави како лекар и како раководител во последниве 3 години, знае дека такво нешто е апсолутна невистина, деградирање или непочитување на медицинската сестра. Пред се јас сум медицинска сестра. Јас моето медицинско школување го почнав како медицинска сестра. Моето работење како лекар кој работи на ХИВ одел, во времето кога почнував, медицинските сестри нити беа обучени, нити беа многу среќни да работат. Јас ја работев за моите пациенти, целокупната сестринска, условно речено, работа и заедно со поддршката од тогашните медицински сестри ја развивавме и едуциравме фелата во однос на ХИВ. Ден денеска и во оваа ковид криза не се ливам да го сработам она што можам да ми го помогнам на медицинските сестри и тоа е секојдневие, не е пас. Така да, навистина не би сакала да го дополнително континуирам и не само јас, да бидам прецизна, лекарскиот кадар на оваа клиника исто така интензивно работи се што може сам да сработи, да не се трошат капацитетите, тоа што сме ние толку колку што сме, а работата мора да биде завршена. Не постои лекар на оваа клиника кој нема да боцне, кој нема да замени инфузија, нема да испушти катетер, затоа што кај нас болничар опција не постои. Сами ја работиме работата медицинските сестри и ние. Цитатот е од писмото, односно од оставката која што беше објавена во делот медиумите. Време на динамика, време на многу емоции, така да цитатот кој го кажувате, тоа се сестри со кои јас кои дојдоа со се поздравите да се изгушкат, ги цитирам. Така да навистина не би го дебатирала тоа повеќе, тоа што не држи вода. Во меѓувреме доста кадар од државниот сектор се одлева, односно заминува во приватните клиники и приватните болници. Сметате ли дека требаше ова на некој начин да се превенира, имајќи ја предвид здравствената криза која што ни се случува? Сигурно дека има различни можности и опции за тоа. Јас навистина не можам да кажам колку е тоа возможно или невозможно, или што требало повеќе да се направи, а ако од претходното прашање го имамте мојот став дека еден вработен, било кој, било каде да работи, има право да одлучи каде ќе работи, онда верувате дека моето мислење секој треба да си ги почитува и користи правата кои ми се дадени, но секако обврските се неминовно мора да бидат завршени како што треба. Ние мораме да развиваме здравство и да го напредуваме здравството. Сепак во земјава е задолжително здравственото осигурување и секој граѓанин одвојува од својата плата за здравствено осигурување. Па така во јавноста напуштањето на државните клиники во здравствена криза малтene се толкува и како еден вид на дезертерство. Кога ќе одлучам јас да ја напуштам оваа институција и да поминам во приватно здравство, ќе излезам пред вашата камера и ќе ви кажам дезертирав или одлучив ради ова или ради она. Тоа е мој навистина личен став. Секој еден има своји професионални, етички, морални нормативи по кои верувам се однесува. Јас не можам да судам тука. Неодамна посочивте дека 23% од хоспитализираните пациенти починуваат од COVID-19 во земјава. Во Хрватска, например, болничката смртност изнесува 9,95%. Зошто има ваква разлика? Јас не знам, знаете како, бројки се разликуваат, статистики, анализи се разликуваат. Јас не би знаела ова што го цитирате како бројка, која е статистиката која е сработена. Меѓутоа, секако дека може да има различно значење. Пред се начинот на известување, динамиката на известување, обработката на анализите. Нема да навлегувам во тоа што не е моја специјалност, не ја разбирам доволно, ниту пак статистиката, нити пак епидемиологијата, за да можам тоа така да го дискутирам. Она што е моја работа да го кажам овдека и да го појаснам, е дека секој еден случај, секоја една бројка е апсолутно реална и се обавестува без никаков обид да изгледа подобра. Не ни е целта да изгледа нешто подобро, туку само онака како што е. Позади оваа изјава, апсолутно одговорно стојам.
Од друга страна, оно што исто така можам да застанам цврсто позади оваа изјава е дека максимумот на третман и нега го обезбедуваме. Без разлика што сме помалку, без разлика што тежината, фреквенцијата, уморот не стига, грижата за пациентот не е застаната. И токму поради тоа ви велам, и без разлика на состојбата таква каква што е, ние и понатаму мораме да обезбедуваме максимум грижа и нега, третман за болните. Исто така, третманот не заостанува во однос на она што било препорачано и се дава во другите земји. Далеку помоќни, далеку побогати, далеку побројни. Не сме застанале. Верувам дека и така ќе продолжи. Смртноста во земјава е на високо ниво, највисока во регионот. Меѓу другите причини се наведуваат и лошата здравствена состојба на населението, односно над 70% од починатите од COVID-19 имале некаков здравствен ризик фактор. Во стапката за смртност мора да се земат во предвид многу параметри. Нашата хигиена, култура на живење, здравствена, редовна контрола, дијагноза на одредени хронични болести, сериозно третирање на овие болести, ги знаеме или не. Ние имавме пациенти за кои сметавме дека се комплетно здрави, за кои немавме анамнестички податок дека се комплетно здрави, па со сериозното влошување на нивната здравствена состојба поради ковид инфекцијата, копањето, барањето, инсистирањето не донесе до информација дека и не се толку здрави некои пациенти, односно знаат, ама не се посветиле на можноста за хронично заболување, па не ја третирале, па тоа било еднашка некаков преглед некаде, па не се повторил. Значи ние немаме некоја висока посветеност на нашето здравје. На жалост, јас можам истото да го кажам дури и за себе, а камоли некој друг кој не е здравствен работник. Тоа е еден дел. Другата, начинот на живење е исто многу значаен. Посветеноста за редовно идење на лекар. Сега кога е оваа состојба со ковид, вие неприфатливо е за мене, барем кој е лекар во оваа институција, да бидете 10 дена болен, да сериозни потешкоти имате и да не побарате, да не помислите дека тоа може да биде ковид, дури да не да знаете дека имате ковид и да не се јавите на лекар. И тоа е навистина исклучително значаен момент. Ни еден драстично висок процент од починатите кои ги анализиравме во нашата институција е огромен број на пациенти кои имале најмалку 2 коморбидитета и дошле покасно 10 дена од почетокот на симптомите. Тоа е навистина многу тешко да се менаџира, лекува и исходите тука навистина се најнепосакувани. Има ли вина тука државата која што не го едуцира доволно населението за здравствената грижа за себе од една страна и од друга страна системот со систематски редовни прегледи на вработените луѓе во земјава? Дали па тоа можеби е проблемот и е нефункционално доволно? Тие се задолжителни, никој не вика дека не се задолжителни. Знаете како? Ние можеме да кривиме државата за се што не ни е добра. И веројатно тоа наједноставниот потек да кажеме, да го најдеме оправданието. Секој еден од нас, ако не се грижи за себе, не знам кој очекувате да се грижи за вас ако не се пред се грижите сами за себе. А дека можеме да обвиниме некој друг и дека е тоа најлесно, секако, тоа е најлесно. Верувам дека системите кои би биле подобри, поконтинуирани, повисоко раздвоени, комплетно електронски поврзани и така натаму, секако тоа ќе го олесни системот, но навистина секој еден мора да се грижи за себе и одговорноста на нашето здравје пред се наше. Тоа е мое лично мислење, јас го кажувам како нешто што ми е навистина логично. Ви благодарам за разговорот. Ви благодарам и јас вас. Вам, почитувани, ви благодарам што го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.